Организациите треба да се обучуваат како да станат конкурентни на пазарот и наместо да очекуваат проекти, сами да обезбедуваат средства за својата работа. Барбара Садовска вели дека кога социјалното претприемништво ќе стане мисија на организациите, тогаш ќе им се искристализира и визијата како да го одржат таквото претприемништво во живот. Во Црвениот крст во Струмица разговараа за нивните идеи, како дел од нивните услуги да бидат пазарно ориентирани. I am visiting them to discuss their ideas for the social enterprises. Ги посетив за да разговараме за нивните идеи за социјално претприемништво. Најважно е да се опфатат луѓето кои се со попречености и не треба само да добиваат социјални бенефиции, туку исто така да имаат можност да се обучуваат и подготват, да се вклучат во работен процес и да се платени за тоа. Јас ја представувам фондацијата Барка од Полска, која има 30 годишно искуство во ова поле. Значи имаме искуство со вработување на илјадници луѓе кои биле долг период невработени, зависници, поранешни затвореници, жени од рурални средини. Соработувавме со општините, локалните бизнис заедници. Затоа денеска разговараме со Центарот за регионална поддршка, како ќе го организираме промовирањето на социјалното претприемништво. Исто така со проектот што го представувам ќе избереме 2 институции за субгрантирање, кои ќе добијат грантови за социјално претприемништво. Преку Центарот за регионален развој ќе се обидеме да ги подготвиме локалните организации како Црвен крст да аплицираат за грант. Овој грант ќе треба да покрие трошоци за набавка на машини, алати, реновирање на просториите. Може на почетокот да се покриваат и дел од платите на луѓето кои се ангажирани во процесот, особено од ранливите групи, но кога нашата поддршка ќе заврши, тие треба да бидат способни оваа активност да ја продолжат според пазарните услови. Црвениот крст пак е активен во повеќе области. Велат дека веќе имаат конкретни идеи кои што сакаат да ги разгледаат. За нив поддршката и менторството е клучно во ваков процес во кој се нови и неопитни. Имаме веќе согледано првичните, да ги вклучиме младите во активности кои што паралелно и ќе одат во заштита на самата животна средина и подигање на свеста за тоа, меѓутоа и вклучување на посебно на телесните инвалиди во доста активности кои што ги планираме во следниот период. За развој на социјалното претприемништво потребна е и стратегија за социјално претприемништво што би опфатила промена во легислативата.